Парите не ја греат душата, туку убавите спомени. Тоа големо срце кое го има Македонија е она што не плени. Воодушевени 17 дами од Црна Гора, кои 8 мартовски празнуваат на ривиерата, не насетуваа какво изненадување ги очекува. Се закитија со охридски бисер, кој го добија од најмладиот продолжувач на занаетот за изработка на овој уникатен накид Михајло Филев. Убавиот гест ги озари нивните лица, бидејќи на подарок добија бисерни обетки и цвет како символ на почит и внимание. Највише ми се свиѓа гостољубивост ваша. Највеќе ми се допаѓа непосредноста на луѓето, вашата историја. Како од едно езеро направивте огромен туризам. Се е убаво, чисто, презадоволни сме, а и добивме вреден подарок, што за нас е вистинско изненадување. Вреден поклон смо добили, изненаđenje. Zadovoljna sam i sa ljubaznošću vašom i tako. Poklonom, oduševljeni, iznenađeni. Задоволна сум од љубезноста и подарокот. Дали бисерот е најубавиот подарок кој го добивте или самиот престој во Охрид е дар? Бисерот значи. Сама го плативте овој престој во Охрид или сопругот ве почести? Сама, слободна. Sama. Еден мал гест остава силен впечаток, а е доволен мотив повторно да се вратат на ривиерата, вели Михајло Филев, кој веќе 16 години за 8 март ги дарува дамите, приредувајќи им изненадување на различни локации. Овој пат кај Катедралната црква Света Софија, која представува најголем и најзначаен културно-историски споменик во Охрид и Македонија. Охрид и Македонија и целиот регион изобилува со многу убави содржини. Секој камен е своја приказна, па така да и охридскиот бисер е примамлив и како бренд, и како производ, сувенир, да доаѓаат туристите не само да го купат бисерот, него и да ги видат и сите други содржини кои апсолутно блескаат во огромен сјај, како што ги оставиле нашите предци из историјата. Туристите прашуваат кои се најважните сегменти од Охрид кои може да ги видат и нормално тоа е веќе од споменикот, центарот Охрид, Свети Климен, Светата Софија, Античкиот театар, Светата Богородица Перивлепта, Плаушни, Тврдината, незаменливиот Свети Јован Канео. Со дводневни осмомартовски аранжмани, жени од регионот го преплави Охрид. Ми, генерално црногорци, јако волимо да празникуемо. Ние црногорците генерално многу сакаме да празнуваме и да одмараме, така што за секој постоен празник една од турите е во Охрид. За разлика од црногорскиот стандард, овде не е толку скапо. Го сакаме овој народ кој е многу љубезен, гостопримлив. Највеќе сепак не плени Охридското езеро. Наравно Охридско езеро. Македонската традиција им е позната на гостите од балканските земји. Тие знаат и за гергефот кој го везела Фросина, и за кајчето на Лихнида. Нам ни останува само да направиме една убава приказна која секогаш ќе им буди убави спомени.